Papermill информира дека се започнати активности за подготовка на третата и завршна фаза на изградба на прочистителна станица на вода, чие поставување започна во 2017 година. Во оваа фаза е одбран изведувач на проектот компанијата Ars Water Treatment Technologies од Турција, а започнување на процесот се очекува по проектирањето на инсталациите. Со комплетирањето на оваа последна фаза од прочистителната станица според елаборатот, суспендираните материи ќе има значително подобрување, повеќе од двојно од дозволените граници, а параметрите ќе се подобрат за 3 пати. Неопходно е да се рестартира целосно процесот на рециклирање и производство на хартија, за да ги запознаеме активностите за имплементација на системите за прочистителната станица од третата и последната фаза. Целосно завршување на прочистителната станица планираме во текот на оваа година и во овој период остануваме силно посветени и ги спроведуваме планираните мерки и активности сите води кои напуштаат фабриката да бидат целосно во согласност со сите законски граници безбедни за природната средина. Токму денес, одбележувајќи го светскиот ден на планетата Земја, потенцираме нашата посветеност кон унапредување на процесите и целосна заштита на сите сегменти на природната средина и на заедницата во која работиме и живееме, истакнува Јулијан Даскалов, генерален директор на Papermill Кочани. Првата фаза на поставување на прочистителната станица за вода во Papermill е започната кон крајот на 2017 година. Според елаборат изработен реномирана консултантска компанија и истиот е одобрен од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. Поставувањето на прочистителната станица е планирано во 3 основни фази, кои според првичниот план требаше да завршат кон крајот на 2020 година, но поради запирањето на дел од процесите и финансиските импликации предизвикани од решенијата на Инспекторатот за животна средина кон Papermill, активностите за последната фаза беа запрени и се очекува да продолжат со рестартот на фабриката, односно да се заврши последната фаза во текот на 2021 година. Во првата фаза во 2018 година е пуштен во употреба флототатор со капацитет од 150 метри кубни на час заедно со пумпи, цевководи и арматура, 4 бетонски резервоари, секој со капацитет од 80 метри кубни, со што се затвори дел од кругот на техничката вода. Во втората фаза беше завршено целосно затворање на кругот на техничката вода со цел да се намали количеството на користена техничка вода од 160 на 50 до 60 метри кубни на час. Во оваа фаза беа поставени бетонски резервоар за обрат на техничка вода со обем од 70 метри кубни, со 2 централни пумпи, цевководи и арматура, метален резервоар за обрат на техничка вода, 2 песочни филтри со капацитет од по 60 метри кубни на час за филтрирање на техничката вода и нејзино враќање во производствениот процес, како и метални резервоари за филтрирана станица за прочистување со цел да се подигнат такви карактеристики на основните параметри на отпадната вода кои се значајно под дозволените граници и кои се блиски до карактеристиките на водата која влегува во самиот процес. При тоа ќе се намали потрошувачката на техничка вода за потребите на процесот за повеќе од 60%. Во рамки на оваа фаза се подготвени и 2 метални резервоара со капацитет од по 1000 метри кубни. Со овие инвестиции од околу 450.000 евра во првите фази на прочистителната станица, рециклирање и производство на хартија, и тоа значително под параметрите дозволени според законите за заштита на животната средина, во однос на сите параметри. Квалитетот на водата која се испушта во рамки на процесот се контролира од страна на сопствената лабораторија на Papermill на редовна основа најмалку еднаш неделно, а по потреба се прават и вонредни контроли. Добрите резултати ги потврдуваат и мерењата и на надворешната акредитирана лабораторија која врши мерење 4 пати годишно, како и контролите на инспекцијските надзори кои 3 пати по ред покажуваат параметри значително под законските дозволени вредности.